Редовен термин за информативното издание на К1 телевизија. Јас сум Катерина Нацева, а еве што го одбележа денешниот ден. Останете со нас. Велешани порачуваат, потребни сме и на Македонија, овде и сега, да чекориме заедно и да изградиме достојна иднина за нашите поколенија. Агат Ангел со порака, ќе го браниме уставот, името на државата, грбот и знамето. Проектот Македонија вработува 1 и 2 позитивно влијае на намалување на невработеноста во Македонија. Велешани и денеска на мирен протестен марш, но со малку поинаква содржина. Од споменикот на Панко Брашнаров до Младенски парк, каде се одржа музичкиот хепенинг. Државата се гради со единство, а единството гради иднина, велат велешани. Пораките и денеска исти, да чекориме заедно и да изградиме достојна иднина за нашите поколенија. Потребни сме и на Македонија, единството гради иднина. Ова е само една од пораките кои велешани денеска ги испратија од протестниот марш кој овој пат имаше скратена маршрута. Од споменикот на Панко Брашнаров до Младинскиот парк. Таму се одржа музички хепенинг. Да нема двојазичност на целата република, да нема менјавање на уставот, да нема промена на знаме, да нема промена на пари. Исправено, гордо, сега сме на еден расчекор во политиката, каде што сите заедно треба да станеме достоинствено и гордо во одбрана на нашиот јазик, достоинство и унитарноста на Македонија. Да покажеме солидарноста со сите останати граѓани во Република Македонија кои ги ценат прво вредностите на современото живење и знаат дека на ваков начин, добар и на миролюбив, може да се покаже тоа што го носиме во нас. Само сплотени едни со други можеме да ги оствариме своите соништа. Тезите кои однадвор се сервираат, новинарот и публицист Александар Кукулев ги анализираше. Штетни се за македонштината, но изостанува осуда од СДСМ, вели тој. Ние не сме го почитувале мнозинството кое прво беше победничко со 49 мандати, за потоа да се трансформира во над 612.000 гласови, за сега од пред 2 дена да се оперира со бројка од 700.000 гласови. Не сакајќи да навлегуваме во веселите математики на оние што во јавноста ги вадат овие бројки, сакаме да се запрашаме. Колку од овие луѓе на кои се повикувате ви дадоа мандат да ја прифатите декларацијата на Еди Рама? Колку од овие луѓе кои ги споменувате се согласуваат со неа? Ние не сме против ниту еден етникум кој живее во Македонија, но сме против редефинирање на Македонија во бинационална држава. Државата се гради со единство, единството гради иднина, велат велешани. И токму затоа тие велат дека остануваат цврсто решени да бидат дел од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, за зачувување на унитарноста на Македонија. Митрополитот по Вардарски господин Агат Ангел вчера вечер ги предводеше велешани на мирниот протестен марш. Одпред споменикот на Коста Солев Рацин на насобраните сограѓани им се обратија докторките Лила Чолакова Дервишиева и Снежана Петрова. Потоа говореше и владиката Агат Ангел. Тој потсети дека Македонија е библиска земја, за чија слобода се прелеала многу крв, а на нас останува да го сочуваме и продолжиме аманатот на Коста Солев Рацин за зачувување на македонскиот јазик. Во еден глас, по звуците од црковната кампана пред црквата Свети Кирил и Методи, вчера вечер во Велес учесниците на мирниот протест ја испеја македонската химна. Предводник или носител на паролата за заедничка Македонија беше митрополитот Агат Ангел и свештените лица од Повардарската епархија. Ова е начин да се искаже револт против албанската платформа, која според поддржувачите на оваа граѓанска иницијатива значи редефинирање на државата. Никој не смее да гази на нашето минато, никој не смее да гази на нашиот македонски јазик, на нашата литература, на нашата култура и на нашиот соживот. Македонија е земја која што има соживот.
за двојазичност, не за втор службен јазик. Службен јазик на оваа држава е македонскиот јазик и името на оваа држава е Македонија. Двојазичноста, драги мои сограѓани, не е ништо друго туку вовед во двонационалност. А двонационалноста сукцесивно и на долг рок води кон територијално редефинирање и поделба на државата. А поделената држава веќе нема да биде Македонија како што денес ја имаме. Коста Солев Рацин во аменет ни остави државата и јазикот, да го сочуваме и негуваме. Оти без македонскиот јазик нема македонска држава, без Македонија нема македонска православна црква, рече во својот говор владиката Агат Ангел. Живееме во едно време кога многу браќа на мои години се страмеа да кажат дека се македонци, па велеа дека се југословени, вели владиката Агат Ангел. Но сега тој се радува затоа што многу млади момчиња и девојчиња од срцето на душата чувствуваат дека се македонци и со гордост кажуваат дека ова е Македонија и овие денови бараат Македонија да остане унитарна, независна, слободна македонска земја. Секоја беда македонска земја е натопена со македонска крв. И затоа не треба да дозволиме, ако се качиме горе на Свети Пантелемон, од другата страна на Свето Вознесение, на Свети Спас, и ако ги слушнеме нашите покојници како овкаат и страдаат сега за се ова што ни се случува, тогаш ќе се свестиме, тогаш ќе си речеме да не ги копаме гробовите на оние кои ги дадоа животите за денеска ние слободно да живееме. Македонија е земја библиска. 37 пати името Македонија е запишано во Светата книга. Македонија е благословена земја, рече митрополитот Повардарски, упатувајќи апел до македонските политичари да седнат на заедничка маса и да се договорат дека се против секакво разнабитување на Македонија. Кога ќе се изброиме кои колку сме, тогаш ќе видиме дека оние кои бараат двојазичност, оние кои бараат кантонизација, оние кои бараат монетата да биде двојазична, не можат ни тоа да го добијат и денеска што го имаат. Затоа што не сте ни 20%, не сте ни 18%, не сте ни 15%. Затоа, драги мои, да се сплотиме. Од вчерашниот протест испратена поддршки до председателот Иванов и барање до европските лидери да не вршат притисок врз него, затоа што е тој прав македонец и ќе знае како да ја сочува Македонија онаква каква што сега ја имаме. Да бидеме хумани и да ја покажеме хуманоста на дело, да му помогнеме на нашиот сограѓанин, велешанецот Горан Темилков, кој боледува од тумор на мозокот. Сдруженијето за заштита на животни, Гласот на животните, го направи првиот чекор за собирање на финансиска помош на Темилков. Дијана Иванова ги има деталите. Импровизиран штанд, импровизирана касичка, но искрена желба да му се помогне на велешкото семејство Темилков. Сдруженијето за заштита на животни, Гласот на животните, велат дека се одлучиле на овој чекор, откако на социјалните мрежи виделе објава од семејството, во кое тие бараат помош од хуманите луѓе. Ги повикуваме сите граѓани, сите велешани да дојдат да помогнат, да донираат, да му го спасиме животот на Горан, кој што боледува од тумор на мозокот и треба да се оперира во Турција. Значи секој денар е добре дојден. Под мотото Заедно за животните, заедно за граѓаните, Петковска најавува дека и во наредните денови тие ќе бидат меѓу велешани. Горан утре заминува на операција во Турција. Ќе имаме ние повеќе штандови, планираме и во вторник, кога е пазарен ден, доле на долниот пазар да поставиме штанд, исто така и за нареден викенд планираме да поставиме штандови, се со цел да се собере поголема сума за да му помогнеме на Горан. Горан Темилков боледува од тумор на мозокот. Оперативниот зафат е закажан во Истанбул, Турција, а во моментов сите хумани луѓе може на ова семејство да му помогнат и со вртење на телефонскиот број 070 143 163.
Во пожар кој избувнал вчера вечер околу 21 часот во село Богословец, Свети Николско, животот го загуби 80-годишниот ТМ, собственик на куќата во која се запалила. Информираат од Министерството за внатрешни работи. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Свети Николе. При гаснењето било пронајдено јагленосано тело. Местото е обезбедено од страна на униформирани полициски службеници од полициската станица Свети Николе, а увид ќе се врши во текот на денешниот ден. Забрзано се изведуваат работите на изградба на новиот мост на местото на стариот кој што беше урнат во поплавите во 2015 година во местото викано Ливади во Свети Николе. Градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев истакна дека крајниот рок за целосно завршување на мостот е месец април. Интензивно се работи на изградба на новиот мост во населбата Ливади во општина Свети Николе. Онаму каде што обилните врнежи и високиот водостој на реката Мавровица во февруари 2015 година предизвика подкопување на темелите и уривање на мостната конструкција. Според информациите од надлежните, поставен е темелот на левата страна од реката, а воедно се работи и на регулирање на речното корито во должина од 170 метри. Ние интензивно почнавме да работиме на проблематиката дека мостот треба да се санира од два аспекта. Првиот е безбедносен аспект на веќе спаднатиот мост и вториот е комуникацијскиот аспект затоа што се сопрена комуникацијата во тој дел и нормалниот проток на луѓе и стока нели од едниот на другиот крај. Стручните служби, значи кои што разговаравме, дадоа предлог и од нивна страна беше исто така прифатено да имаме уредување на речното корито во вкупна должина од 170 метри. 70 метри пред мостот и 100 метри после мостот. Се очекува до почетокот на месец април мостот кој е со проточност од 50 метри кубни вода во секунда да биде изграден и пуштен во употреба. Ова е период кога земјоделците ги подготвуваат своите ниви за повторна сејдба. Подготовката и чистењето на нивите најчесто го започнуваат со палење на страништата, но забораваат дека на тој начин може да предизвикаат и несакани последици. Од територијалната противпожарна единица од Велес упатуваат апел до земјоделците да бидат присутни за време на горење на страништата се до целосно изгорување на огнот. На страништата е честа појава кај земјоделците кои започнаа со чистењето на нивите. Од територијалната противпожарна единица апелираат до земјоделците доколку палат стрништа да бидат присутни, а не да го напуштаат местото, поради тоа што оганот може да се прошири во несакан правец и да зафати поголема површина или можеби објект. Тоа е веќе скоро 2 недели ни се случува да испаѓаме на територијата во руралните средини по селата и се случува она што се случува, значи го запалуваат, нели, за да ичистат меѓата и тревата, трњата и го напуштаат местото на настана, заради тоа што знаат дека е забрането палење. Од територијалната противпожарна единица информираат дека ќе ги посетат земјоделците за да ги едуцираат како да се однесуваат при расчистување на нивите. Сега имаме проблем со расчистување на меѓите и на напуштените лозија за да припремаат нивата за орање. Значи не е тоа уред, ради тоа што брзото движење на огинот може да стаса до нивните домови, од тогаш имаме проблем со, значи сами ќе се запалат од таа ситуација или па ќе запалат соодветната шума што утре треба да користат нели во дадена ситуација. Значи препорака останува забраната за палење оган, значи се извинувам, значи мора да бидат присутни на местото каде што расчистуваат. Лепидовски информира дека земјоделците не мора да ги расчистуваат гранките, тревата и другите остатоци, туку да ги остават, а истите ќе гнијат и потоа истото ќе го користат како ѓубриво за самата нива. Пензионерите и полицајците од Кавадарци по 9-ти пат заедно на едно место дружење и едукација. Под мотото "Градиме пријателство, создаваме безбедност" се реализираше едукација за пензионерите на теми од безбедноста, а веднаш по советувањето представниците од двете институции ги одиграа и спортските турнири во шах, табла и пикадо.
По 9-ти пат традиционално во Кавадарци се одржа двумеч и советодавна група на граѓани под мотото "Градиме пријателство, создаваме безбедност" помеѓу представници од полициската станица Кавадарци и членови на Сдруженијето на пензионери од овој град. На оваа традиционална средба најпрво се реализираше едукација за пензионерите од страна на инспекторот за превенција Димитар Каракулев на теми од безбедноста, каде што целна група се токму пензионерите. Па еден период наназад немавме такви случаи, за да во средата, сега ова на 1 март, имавме еден таков случај, каде што пензионерка, повозрастна жена, ја вади својата пензија од банка, околу 200 евра, директно оди на пазар и таму во згодна прилика во таа гужва, значи, во згодна прилика од страна на непознат сторител, значи, украден е новчаникот од поголема ташна, која што не била закопчена на горниот крај. И со овој пример сакаме да укажеме, сега го презентиравме тука пред присутните пензионери, во иднина да внимаваат сите граѓани, не само пензионери, бидејќи тоа може да се случи и на помлад човек. Значи никогаш на пазари, панаџори, такви места каде што има голем проток на граѓани, каде што има гужви и турканици, да не се носат поголеми суми на пари. За пензионерите потребна е самозаштита и поголема грижа поради можни кражби и измами врзнив од непознати лица. Веднаш по советувањето, пензионерите и полицајците ги одиграа спортските турнири во шах, табла и пикадо, а на најдобрите им беа доделени признанија и пригодни награди. Наградите се споредна работа, важно е дружењето меѓу луѓето. Пора нашите луѓе има некоја одбивност према полицијата, се плашат ваму те таму. Со на овој начин се ослободуваат луѓето и се релаксират и се подобрува тој однос со полицијата и тоа е нашата главна цел, да се луѓето ослободат, тие се наши служби и што треба, ние треба да комуницираме со нив. И они секогаш испаѓаат во сусет и ни помагат. Но оваа заедничка дружба уште еднаш се потврди фактот дека наградите се споредна работа, а најважно е дружењето. Проектот Македонија вработува 1 и 2, како и оперативните планови за намалување на невработеноста даваат позитивни резултати. Интересот е се поголем, велат од Агенцијата за вработување на Република Македонија. Што друго е актуелно низ Републикава во продолжение. Проектот Македонија вработува 1 и 2, како и оперативните планови за намалување на невработеноста даваат одлични резултати. Ова е оценката од надлежните лица. Во моментов активни се мерки за субвенционирано вработување и кредитирање. Првичниот интерес е голем, но какви ќе бидат крајните резултати, зависи од моменталната политичка состојба. Според информациите од Агенцијата за вработување на Република Македонија, до сега за мерката самовработување со грант поднесени се 902 пријави. 546 млади лица поднеле апликации за практиканство или за прво работно искуство, а 426 фирми за 756 млади лица изразиле интерес за практична работа и да им понудат можност да остварат работно искуство. Ова е 10-та година поред како Агенцијата за вработување реализира вакви проекти. Статистиката покажува дека од започнатите бизниси успешно работење е евидентирано кај 65% од правните субјекти. Првите луѓе на Агенцијата за вработување на Република Македонија информираат дека и лицата кои од било која причина ги затвориле бизнисите не се невработени, туку се вработиле во други фирми. Шест сантиметри над дозволениот минимум е нивото на Охридското езеро, а водостоите на реките се под просекот за март, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Според УХМР, водостојот на Вардар е најнизок на мерното место кај Демир Капија и е 60 сантиметри понизок од вообичаениот за март, додека понизок водостој од 23 до 29 сантиметри од вообичаениот има и на останатите мерни места на Вардар. Слична е и состојбата и со останатите реки кај кои се мери водостојот, а најголемо отстапување од просекот има Црна река на мерното место Новаци, каде водостојот е понизок за 1 метар и 7 сантиметри од вообичаеното.
Се повеќе граѓани на своите домови истакнуваат македонски знамиња за поддршка на граѓанска и унитарна Македонија и поддршка на иницијативата за заедничка Македонија. Од граѓанската иницијатива ги повикуваат граѓаните во поддршка на боите на Македонија да истакнат македонско знаме на нивните прозори и балкони или пак било што друго кое ќе ја означи црвено-жолтата линија со која исцртува да за унитарна граѓанска заедничка Македонија. Нека знаат сите дека сме за земја со почит, толеранција, разум и напредок, а не за политички инструирани бесмислени поделби, уцени и дискриминација, порачуваат од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Турција го најде пилотот на борбениот авион на сириските владини сили, што вчера се урна на нејзина територија во близина на заедничката граница. Пилотот е сместен во болница, јави агенцијата Анадолија, цитирана од ДПА. Агенцијата Анадолија соопшти дека пилотот успел да го употреби својот падобран и безбедно да се приземје. Тој бил најден по 20-часовна потрага од страна на екипи на турските сили за безбедност и веднаш бил хоспитализиран во локалната болница. Останатите информации од светот ги подготви колешката Дијана Иванова. На 7 месеци пред федералните избори во Германија, партијата на Ангела Меркел со минимална предност пред социјалдемократите. Ова се резултати од последната анкета на МДИТ, реализирана во период од 23 февруари до 1 март. Низ бројки, искажана, ова изгледа вака. Демохристијанската унија и незината баварска сестринска партија, социјалдемохристијаните, имаат поддршка од 33% од избирачите, 1% повеќе во однос на социјалдемократите. Ова анкета покажува и дека антимигрантската алтернатива за Германија ја зголемува својата поддршка за 1% и стигнува до 10%, додека рентизите на левите и зелените остануваат непроменети со стабилни 8, односно 7% од довербата. Слободната демократска партија загуби 1% во споредба со претходната анкета на МДИТ и има поддршка од 6%, што е малку над прагот 5% за влез во парламентот. Расте бројот на жртви и ранети цивили на истокот од Украина. Во првите 2 месеци од оваа година, бројката се искачила на 111 лица. Ова е двојно повеќе во однос на периодот ноември-декември минатата година. Овие информации се дел од соопштението на Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хумани вредности. Агенцијата ТАСС пренесува дека во периодот јануари-февруари 2017 година 20 лица ги загубиле животите, додека 91 лица се повредени. Најголем број на цивили погинале или пак се ранети во гранатирање на артилеријата и тенковите, како и во напади со ракетните системи. Обединетите нации наведуваат дека од почетокот на конфликтот во Источна Украина во април 2014 година до денес повеќе од 2000 цивили се убиени, а околу 7000 се ранети. Австрискиот министер за надворешни работи Себастијан Курц предлага создавање центри за бегалци надвор од територијата на Европската унија, што заедно ќе работат со Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации, пренесува ТАСС. Според Курц, овие центри во еден дел може да бидат разместени во Грција и на Балканот. Ова мислење тој го изразил за германскиот весник Билд во заедничко интервју со представникот на германската партија ЦДО Јанс Шпан. Курц смета дека треба да се затвори средоземноморската маршрута за нелегални мигранти, додека Шпан пак одговори дека неопходно е со земјите од Северна Африка да се склучи мигрантска спогодба, иста како што минатата година се склучи со Турција. Средоземноморската маршрута е патот по кој во Европа пристигнуваат најмногу мигранти, а на второ место е балканската маршрута.
Викендов го завршуваме со променливо облачно време, проследено со кратки сончеви периоди, со слаб до умерен ветер, претежно од југоисточен правец. Во текот на ноќните часови, во крајните северозападни и западни делови на земјава ќе има врнежи од дожд, а на повисоките планини од снег. Максималната температура во текот на денот се движеше во интервал од 14 до 19 степени. Според прогнозата на УХМР, од понеделник ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд во променлив интензитет. Да ја погледнеме подеталната прогноза за Вардарскиот регион. Ова беше и последната информација во информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието, а вие и понатаму останете со програмата на К1. Од мене пријатно.